Горда сте на 31-иот роден ден како председател да се зборува за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За седно што оваа партија низ годините го направи и го има направено за нашата држава и за сите наши граѓани. И треба да бидеме горди, секој социјалдемократ треба да биде горд на резултатите, на придонесот на Социјалдемократскиот сојуз за државата. СДСМ е синоним за државотворност, одговорност, посветеност и синоним за модерна партија. Речи си и да немаше години на мирно море за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Но сепак покрај се успевавме. Бевме разум кога други потпалуваа тензии. Водевме напред кога други влечеа назад. Обединувавме кога други делеа. Така беше, така е и сега. Како што нашите предци во народно-ослободителната борба биле на вистинската страна, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија била и се уште е на вистинската страна. Од процесот на создавањето на независна македонска држава, меѓународно признаена, градењето институции, преку кандидатски статус за членство во Европската Унија, до решавање на спорот и реализирање на стратешката цел, полноправно членство во НАТО, од борбата со ковид пандемијата, па се до последната економска и енергетска криза, ние, СДСМ, и се она што означува овие 4 букви, бевме секогаш предводници во решавањето на овие проблеми. И еве неповторно, 31-иот роден ден го одбележуваме во многу сложени општествено, економски, политички околности, предизвикани од глобални процеси. Целиот свет се соочува со најголемата економска и енергетска криза по Втората светска војна. И тоа особено поради агресијата на Русија врз Украина. Не се изминати ниту 100 дена откако ја преземам одговорноста да ја водам актуелната влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За само 90 дена, во време на најголемата економска и енергетска криза, успеавме да ја стабилизираме цената на струјата со помош на субвенционирање на сметките на граѓаните и да имаме најниска цена на енергијата во регионот. Ја покачивме минималната плата двојно повеќе од времето на ВМРО ДПМН на 18.000 денари. Ги покачивме рекордно пензиите и воведовме дополнителна помош за секој пензионер. Донесовме 26 мерки вредни 400 милиони евра за поддршка на стандардот на граѓаните и компаниите. Спречивме силен ценовен шок, цените ги одржавме стабилни. Финансиски ги поддржавме најранливите категории на граѓани. 35.000 наши најранливи категории на сограѓани примаат дополнителна месечна помош. И нема застој во снабдувањето со храна, со гориво, со газ и со грејење, кога гледаме што се случува околу нас. И разговараме за нови покачувања на платите во образованието, во и другите сектори. Република Северна Македонија ќе ги продолжи реформите во сите области со кои ќе ја подготвиме земјата за полноправно членство во Унијата. Тоа се процеси кои ги водиме за наше добро, за развој на нашата земја и за подобри услови за нашите граѓани и на нивните идни поколенија. Ќе продолжиме да бараме решение и понатаму со Бугарија, но ќе го чуваме и нашето достоинство. Никој нема право да се игра со достоинството на нашиот народ. И ние сме тие кои што тоа треба да го заштитиме. Ова го зборувам на роденденот на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што сите овие државнички, тешки одлуки се вградени во државноста, а тоа е социјалдемократскиот код на нашето општество. Антифашистичката определба на нашите граѓани е дел од нашиот национален идентитет со кој се гордееме, но тоа е и дел од статутот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние да не заборавиме од каде е трната нашата партија и дека најголемите борци за оваа држава и за незината слобода всушност ја формирале оваа политичка партија во која што ние денес седиме на раководните позиции. Од овде, пред сите вас, на нашиот роден ден, како председател на СДСМ, ви велам повторно ќе успееме. Заедно, одговорно и посветено, СДСМ ќе остане да биде чуварот на сегашноста, гарантор на стабилноста, напредокот и на иднината. Јас сум подготвен, стојам зад ова и подготвен сум да ве водам заедно со сите вас овде во раководството во нови изборни победи за Социјалдемократскиот сојуз и за Република Северна Македонија.
И ве уверувам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија после минатите локални избори повторно ќе биде победничка партија на изборите во 2024 година. Нека ни е честит 31-иот роденден на нашиот Социјалдемократски сојуз на Македонија, да живее партијата, да живее Република Северна Македонија.